Анастасија Ражњатовиќ, освен што е ќерка на Цица Ражњатовиќ, една од најпопуларните пејачки на Балканот, постепено, но сигурно, успеа да излезе од сенката на мајка си. Социјалните мрежи гореа, кога минатото лето ја извади својата прва песна "Совршен пар". Инстантно стана огромен хит и непрекинато пристигнуваа честитки на нејзина адреса. Песната со месеци се вртеше по сите радиостаници и долго време го држеше врвот на балканските топ листи, за веќе многу набрзо да ја објави втората песна рани. Нејзиниот приватен живот е честа мета на српските таблоиди. Папараците на секаде ја следат и важи за најбарана личност на балканската естрада до сега. Фановите полудуваат по неа, а музичките критичари и предвидуваат светска кариера. Ексклузивно, за прв пат пред македонските медиуми, интервју со Анастасија Ражњатовиќ. Анастасија, добри дојде во македонскиот ексклузив и мене ми е особено драго што прифати да зборуваш за нас прв пат за македонските медиуми. Здраво и добре дојде. Како си? Ја сум одлично. Драго ми е да имам прилику да ево први пут ексклузивно будем на македонскoj телевизiji, тоест да даjem интервју, така да сум јако узбуđена и среќна. И тоа во срцето на Белград. Сега ние знаеме дека ти си доаѓала во Македонија, во Скопје, кај Дарко и да ги снимиш тие големи хитови како што е "Совршен пар" и "Ране". Па мене ми интересира дали имаш некој посебен начин како ти се криеш од сите оние папараци, медиуми? Па немам никакав посебен начин, jednostavno onako, ja inače i preko dana sam uvijek onako bez šminke, totalno onako, mogla bi se reći neprepoznatljiva jer sam onako u trenerci, u ravnom, bez šminke, i onako sam iz kola u Darkov studio, iz Darkovog studija u kola. Tako da me niko ne može ni vidjeti, ali sve i da me neko vidi, nemam nikakav problem s tim. Ja naravno volim kada mi priđe neko ko me prepozna i ko me voli moje pesme, tako da mi je svakako drago. Ти честитаме за хитовите, навистани во Македонија беа на број 1 трендник на YouTube и не само кај нас, туку низ целиот Балкан. Како се чувствуваш по тоа прашање? Pa presrećena sam zbog toga i naravno ispratila sam sve i da sam u Makedoniji bila broj 1 na trendingu i jako mi je drago i čula sam, ptičica mi je rekla, da ima dosta ljudi u Makedoniji koji vole mene, znam da vole jako moju mamu, ali eto sad ja sam tek počela i drago mi je da ima toliko ljudi u tom broju da me vole, tako da sam presrećena. Мораме да кажеме дека нели сега во тек се летните периоди, убава боја имаш фатаност, имаш одморено каде? Da. Pa bila sam na moru, prvo sam bila na Mikonosu pred moj rođendan, 21. Pa sam sad bila u Crnoj Gori, bila sam nešto poslovno, pa sam produžila još par dana sa drugaricom i eto. Ali imam dobar pigment, tako da brzo pocrnim. Од неодамна беше роденденот на твојата мајка Цеца и она што се пишуваше по медиумите дека си била толку весела, што си пеела, па дори некоја чинија можела да се скрши, меѓутоа си била навистина расположена за роденденот на твојата мајка. Па моето прашање е што и подари? Pa, bezgraničnu ljubav. Podarili smo joj njeni najbliži prijatelji, naravno najuža porodica, svi smo se skupili kod nas kući. Napravili smo jedno veliko iznenađenje, tortu, balone, konfete i sve ostalo i onako se baš iznenadila i mislim da to, ona je žena koja ima stvarno sve i ne znam šta bi mogla da joj dam osim ljubavi, da joj poželjam najlepše želje i tako da iznenadim nešto što će zaista da je učini srećno. Како и одат социјалните мрежи? Цица е доста активна, па дали се случува да ти коментира на твоите фотографии? Da li mi komentariše? Pa više mi onako u DM-u šalje nego što mi komentariše, ali kao što ste mogli da primetite, ona konstantno kači moje i Veljkove fotografije na svoj Instagram, onako ponosna mama i obožava to da radi, tako da se onako često kuckamo i preko Instagrama, a i stalno smo na vezi 24 sata dnevno. Што се случува на љубовно поле? Сега знаеш дека и тоа е доста актуелна тема кај тебе. Вешто знаеш тоа да го сокриеш од медиумите, меѓутоа те некако успеа да те фотографираат со своето момче, па како ти е на тоа поле? Pa ja se zaista trudim svom snagom da taj deo života makar ostane koliko može privatan, zato što moj partner ne voli da se eksponira medijski i to je nešto što ja poštujem i ne može niko naterati bilo koga da to voli ili da se prosto snalazi u tome, niti ima potpuno pravo da ne želi. Tako da se stvarno trudim da taj deo života ostane privatan i mislim da dobro radim taj posao, ali eto kada se desi da ne znamo da su tu mediji i tako dalje i pa nas ufotkaju, šta ćemo? Ne možemo protiv toga, ipak sam javna ličnost i šta da radim.
Што ти има освоено? Која е она особина која што тој поседува, карактеристика кај него, каде што тој те освои на свој начин? Pa najbitnije mi je u tim emotivnim odnosima da je neko pošten, iskren i jednostavno da ima poštovanje. To mi je najvažnije od svega. Имаш и ти твоја една изјава по медиумите каде што кажуваш не можам да поднесам да стои момче до мене а да не е успешен или нели во својата област. Pa to su onako malo preneli i izvukli iz konteksta. Ono što sam želela da kažem jeste da mi je važno i volela bih kada bi i ja i moj partner koji je pored mene, kad bismo oboje bili uspešni podjednako, jer jednostavno mislim da tako veza jednostavno biva harmoničnija i lepša, zato što nekako smo ispunjeni na svim poljima i ja i on i to sam prosto želela da kažem i stojim iza toga. А како изгледа еден слободен ден на Анастасија Режнатовиќ? Pa zavisi kakav dan, kada je poslovan ili kada je neposlovan. Kada je neposlovan, onda sam najviše sa prijateljicama ili sa porodicom na nekom ručku, ovako je lepo vreme negde, verovatno pored reke ili tako nešto. Volim tako da provodim vreme sa najbližim ljudima, po ceo dan da ne radim apsolutno ništa i to je to. A kad je poslovno, onda teško mi pada, bude naporno, ali jednostavno kad je posao je i nema šta tu mnogo da se žalim. Како ти е сега кога живееш далеку, тоест веќе во свој дом, подалеку од својата мајка, си заедно со своето момче, како е животот сега настрана? Pa ništa se nije promenilo specijalno od kad sam se preselila. Jednostavno svi znamo da u nekom momentu u životu deca odrastu i jednostavno moraju da naprave taj sledeći korak. Da li to bilo u ljubavnom smislu da živite sa nekim ili jednostavno da se osamostalite da živite sami. U mom slučaju stvarno se ništa nije promenilo, moja mami naravno je bilo krivo zato što voli da smo svi tu na okupu, ali i ona takođe zna da je to prosto normalan korak i podržala me u potpunosti, ali se, kao što sam rekla, ništa nije promenilo i dalje provodimo dosta vremena zajedno smo na vezi smo non stop ja dolazim kući, mama ponekad i prespava kod mene, tako da... Тоа е наистина сладко. Која е она работа која што тебе ти годи, кога си веќе ќерка на Цица Ражњатовиќ, една од најпопуларните пејачки на Балканот, што е она што ти годи и што ти пречи, кога е во смисла низината популарност? Pa eto, na primjer, naravno, bilo koja stvar ima i dobre i loše strane. Dobra stvar je što sam zaista ponosna da mi je majka toliko uspešna i da je toliko toga ostvarila u svom životu, da je toliko ljudi voli, da je stvarno napravila imperiju na Balkanu i jako sam ponosna zbog toga i to ne mogu rečima opisati. Naravno, ima i svojih povlastica, ali naravno ima ih i svojih loših strana. To je, na primjer, da nikada nismo ni ja ni moj brat imali privatnost, jer smo nekako uvek bili izloženi medijima, medije uvek zanimalo sve što se tiče naših privatnih života i ostalog. Ja sam svojevoljno odabrala da budem u javnom životu i da se bavim pevanjem, tako da apsolutno mislim da te loše strane onako jenjavaju, jer sam to sama odabrala i ne mogu sada da se žalim oko toga da neko želi da zna u mom životu. Знаеш нешто да кажеш на македонски јазик? Ja ne znam ništa, ali s obzirom da sa Darkom ću sada provoditi dosta vremena, pošto spremam novi album, naučit ću sigurno nešto. Tako da sledeći put ćemo drugačije. Што е нешто се подготвува ново, кога зборуваме за албумот, колку песник има нешто предвидено? Pa trenutno ne mogu ništa da otkrivam, ali svakako da ću pratiti svoj fazon kao i prethodne dve pesme, totalno će biti u tom fazonu. Darko mi je poslao par melodija, ali onako tek smo na početku. Nadam se da ćemo to brzo završiti jer je on stvarno pretalentovan i jako brzo radi i profesionalan je, što je meni najvažnije kad je posao u pitanju, tako da onako ide brzo pa ćemo vidjeti. За крај, за нашите гледачи, што би сакала ти да препорачаш? Ништо да кажеш или пак да отпееш некоја песна за нив, дали е твоја некоја рана или совршен пар, или пак некоја македонска песна? Pa ja bih pre da kažem nešto. Želim da pozdravim sve gledaoce Ekskluziva u Makedoniji i da ih puno pozdravim, poljubim i gledajte ovu divnu emisiju uvek. Благодарам многу. Hvala vam.